Да споделам неколку. Добро. Почитувани слушатели на Македонската радио програма, денес е недела навечер. Пред време ја снимам оваа програма, бидејќи заради временските разлики што сме со активистите на македонците од Европа, од Нов Зеланд, од Европа поточно, Симо Поповски е во Британија, во Лондон, Драган Стоиловски во Женева, така, Драган? Да. Гоце Јаджиевски е во Нов Зеланд, го очекуваме Илија. Тој е од Белгија, така? Да. Имено ова интервју го правиме по повод иницијативата која се појави пред една недела или можеби повеќе денови за враќање на уставното име на Република Македонија, односно историското име на Македонија, она што е придавката или срамежливото, она што ни го наметна Северна, да се поништи и да се врати историското име на македонскиот народ, односно на државата Македонија. По тој повод, како што реков, разговор ќе водиме со членови на координативното тело од Европа, исто така координативно тело од целиот свет, кои се грижат за македонските национални интереси во државите каде што живеат и таму се негуваат македонските културни вредности и јазични вредности, но меѓутоа, како и секој еден македонец кој е надвор од својата татковина, нормално носталгијата дека го влечи и дека се интересира подеднакво, а и должност ни е наша, македонска патриотска, да се интересираме за нашата татковина. Еве, добро вечер официјално на Симо Поповски, добро вечер на Драги Стоиловски, на Ило Јанев и на Гоце Аджиевски од Австралија. Кај вас е? Добар ден, нели? Да. Ајде да започнеме со разговорот. Најнапред со Драган Стоиловски. Драган, иницијативата за петиција во Македонија и широм светот беше твоја иницијатива, подкрепена од сите нас кои сме во иселеништвото. Како дојде до таа иницијатива повторно? Чинам дека имавме и порано таква петиција. Да, добар ден, Ицо. Поздрав за сите твои слушатели кои што гледачи, кои што те пратат и слушат на емисијава. Во однос на иницијативата за петицијава која што ја организираме по повод враќање на подпишување на подписи за враќање на името, тоа е една идеја која што не е од еден човек, секако. Значи, ние работиме заеднички повеќе време, со години и години. И сега само оваа иницијатива сега во сплет на околности што се случуваат, ја исплива на површина. Ја започнавме, мислам, само поради факт што си имав впечаток дека некако името, Преспанскиот договор, овие клучни настани кои што не врзуваат нас македонците, некако да стивна, некако да се релативизира. И мислиме сега, значи, да се отпочне нешто, да се отпочне акција, да луѓето да ги разбудиме на некој начин и така да дојдеме до реализација на ова убава иницијатива. Значи, како што кажете, самиот започнаме пред 2 недели од прилика, од 7 мај, така започна иницијативата преку апликацијата на change.org. Секако електронска е петицијата. Да, електронска е петицијава која што бара повеќе не од 15 секунди, да кажем 1 минута. Со 1 минута може, значи, комплетно да се пополни, да се подпиши и да се
веднува тој резултат. Еве јас започнав доволно вака. За нашите слушатели само да кажам дека петицијата е достапна на социјалните мрежи, на Фејсбукот, на Инстаграм, на кои други социјални мрежи е пристапна? Па ги имаме преку имејл, преку Телеграм, исто имам испратено, преку WhatsApp имам испратено повеќето, ама како што кажа и спрема статистиките што Change.org ни ги дава, најголем број од подписите доаѓаат преку Facebook, скоро да не кажам повеќе од 85%. Лондон, Всимо, твоите видувања околу петицијата, во досега чинам дека собрани, подпишани се некаде 2300 и македонци. Симо, пушти го микрофонот. Да, баш сега видов 2400, што е голема, мислам, голема бројка. Баш ако проверите на Google дека во Британија овдека за 10.000 подписи, мислам, добро, ова е иницијатива, граѓанска иницијатива, не е, да речеме, од government или од владата, нешто што се потекнува, што мислам захтева многу пари за таква нешто. Ова е граѓанска иницијатива на заедницата, на координативното тело и овдека во Британија, значи за 10.000 подписи во Британија владата одговара на тој позив, мислам на оваа петиција. А доколку има 100.000, значи се дебатира во парламентот. Значи за таа било што. Зборуваме за Британија, нели? Да. Сега кога споредуваме, да речеме Британија има 68 милиони, а према сега статистиката што околу 2 милиони се во Македонија, значи тоа се околу 30 пати помалку. Значи ние со околу 3000 подписи исто важи, мислам, во Британија како да има 100.000, а веќе само за да се одговори владата на оваа петиција, значи нас ни треба околу 300 само подписи, мислам, на петицијава за да одговори што е проблемот, значи како може да помогнеме или било што, значи да одговори на ова. А веќе скоро уште ќе ни треба 600 подписи за да достигнеме како во Британија исто 100.000. Значи тоа е голема бројка, затоа што ова е организирана од активисти и желбата да се направи нешто во врска со името и затоа што, како што кажа Драган, веќе се стиши, таа придавката останува така како зацврстена и никој не реагира. Значи, и затоа оваа иницијатива е само да се покрене, значи името на некој начин да се врати. Назад. Гоце или Илјо, како се кајва состојбите? Како е во Нов Зеланд, Гоце? Во Нов Зеланд. Поблиску до микрофонот. Нов Зеланд, секоја подпишана петиција е пренесена од човек на човек. Главно преку социјалните мрежи што беше промовирано, беше за македонското наречје во Македонија. Така да овде се оди човек до човек и со оглед на бројноста на останати во Нов Зеланд, може да се каже дека е во ред, но не може да се речи тоа за во Македонија. Моментално владата е онаја која во парламентот викаше пуч, пуч, пуч. Сега се тие на власт, а ништо не превземаат за она промена на име за која сметае дека е пуч. Значи, комплетно
сме изиграни и се осеќаме комплетно разочарани од новата влада. Посебно оние што гласаја за новата влада, а воопшто не исполнија никој од ветувањата за промена на името. Добро. Ило? Микрофонот. Да, добар ден, поздрав до сите и поздрав до сите мои пријатели и другари во Мелбурн, во Томастаун, во Лалор, како се вика, Лајла. Да, Лајлор, да. И поздрав до Milky Way. Значи, јас се сум воодушевен, имам многу пријатели и во Сиднеј, така да луѓето кога им реков само ти одма потпишаа за петицијата, не требаше да објаснуваме како е за Македонија, сите знаеме како е, па и малите деца знаат. Значи, тоа е силен повик со петиција да можеме да се организираме подобро и да го шириме обрачот за враќање на нашето исконско име. Ние си го бараме нашето, не сакаме ништо туѓо. Сите тоа го знаеме и треба да направиме чекор и ги повикавам сите од целиот свет македонци да потпишат и да споделат. Тоа е важен момент. Ние мораме да работиме на тоа. Мораме да се трудиме нон-стоп да мотивираме, па и да провоцираме, затоа што ние си го бараме нашето. Нашето, македонското си го бараме. Не бараме ние ништо друго. Сега тоа е, значи... Добро, ајде да се префрлам со второто прашање. Медиумите го игнорираја ова барањето на координативните тела што се од Европа и од светот. Јас исправете ме, Драган, пак повторно ќе се вратам кај тебе и коригирајте ме ако не сум во право, дека воопшто националните медиуми не оддадоја внимание никакво. Единствено можам да кажам македонската радиопрограма, како и секогаш 3 и веројатно еден или двајца портали во Република Македонија. Како беше, Драган, одзивот? Имаше ли контакти во Република Македонија? Да, Ицо, значи ние сериозно пристапивме на тоа прашање. Го имавме уште во предвид кога почнаме да оформиме иницијативата за петицијава. Се контактирани скоро сите медиуми што се на наша, мислам, што ги имаме контактиви, главните медиуми, во МИА исто е контактирано, главната македонска информативна агенција. Главните медиуми, портали исто во Македонија, телевизии, како што кажеш ти досега, ти не си најверен секогаш. Благодарам, Ицо, за твојата верност, мислам верност, ти си дел од нас, ние сите заедно тоа го работиме, значи дај Боже Да, само ние што не земаме пари, што не сме платени. Ние даваме. Тоа го работиме, Ицо, и ти така колку 30 години, повеќе од 30 години. 40. Извини, да. Нестор беше само пред тебе, мислам. Да, Нестор беше. Да, Нестор имаш па. Да, од медиумите не пренесоа неколку локални, јас сум во Делчево не пренесе Брегалнички, не пренесе Делчево, не пренесе. Христо Иванов од Нова Македонија исто не пренесе. Од политичкиве партии пренесоа и дадам, мислам, акцент вон парламентарните Родина и Ера Трета и од парламентарните партии Левица веднаш пренесе Левица. Сега, да, бојкотот е, мислам, за мене е очигледен, бидејќи, како што знаеме сите, сегаш медиумскиот простор во државата, кај нас пак на секаде во Европа, е контролирано од власта. Нормално ставот на власта, го знаеме, во однос на Преспанскиот договор, во однос на Северна, значи за нив е тоа реалност, значи 10 пати тоа е кажано и не им оди во нивен контекст, во нивен правец.
нарушување на Прехпанскиот договор и секој очекнување посебно. За нив е завршено тоа прашање и тоа многу добро го знаат, затоа имат отврзени раце од страна на дорешниот фактор Европската унија и НАТО да одат во иста агенда и тоа нас не ни изненадува. Наше е ИЦО, значи да не заспиеме. Значи огнот мора да биде секојаш да виде огнот. Бидејќи ако го испуштиме сега и ние тој колку диаспора кој што се мачиме неколку стотици колку сме луѓе баш во тој дел, тогаш за нив е завршена работа и баш петицијава е наменета како што може да се види во самиот текст е наменета до владата, бидејќи владата е таа кој што е правно-политички легитимна, кој што може да го отпочне тој процес во Обединетите нации, прво со раскинување или поништување на договор со Грција и потоа за враќање во Обединетите нации. Значи, сам да заклучиме во однос на бојкотот на медиумскиот простор, да, компетент бојкот, можем да кажеме, во диаспорава, и оние, можем дури да кажем, и оние организации и здруженија во диаспорава, кои што се под капата на власта, значи и тие ни направија бојкот. И тоа треба да се каже. Да, не оставија како 13-то прасе. И Муцински беше во Австралија. Ние кои бевме носители на сите демонстрации, на сите организирани активности во Австралија, ниту еден не бевме контактирани, па ниту се сретна со нас. Значи, комплетно разочарување кај нас во Австралија. Толку многу жестоко се боревме да дојдат на власт и да дојде во Австралија да не игнорира, мислам, навистина жалосно е, никаде го нема. Мене ми се допадна коментарот на Гоце. Како Симо и Ило, како вие ја гледате состојбата во Република Македонија? Околу името, околу последните настани овие што се случуваат сега? Загрижувачки е, мислам, никој не... Извинете само. Загрижувачки е сега, никој не потекнува за името и сега ќе видиме, али како течат работиве. Мене ме израдува тоа што Нова Македонија ја објави оваа петиција, дека, мислам, тоа е сепак национална, мислам, медија и добро е тоа. А инаку... Не е под капата на власта за тоа. Да, инаку се знае, доле се е под контрола, се мора да биде како што сака владата и претходно и сега, мислам, и загрижувачки, затоа што народот не може да се изјасни како што сака, а еве сега, како што кажа Драган, значи и другиве партии што се под капата на партиите, никој не учествува. Инаку, во врска со петицијава, значи, може би повеќе ќе имаше, туку има проблеми кога ќе се запишете, мислам, кога ќе се подпишете, треба се потврди да се верификува тој линкот што ќе ви дојде на имейл адреса. Затоа што инаку не се важи. Да речеме, многу луѓе не обрнуваат внимание затоа што пишува таму дека треба да се потврди, а ако не потврдат, значи не се важи. Може би се подпишале и 5000, но доколку не го направат тоа, значи не може да се... Значи, мислам, тоа е многу главно, затоа што може ќе имавме до сега дупло повеќе, али ако само кликне и толку, значи не се важи таа петиција, мислам, тој подпис. Исто таму има едно прашање кое не е релевантно. Донацијата е доброволна работа, тоа сакав да објасните и за тоа. Да, во врска со тоа, значи пари не треба да се дава, него под таму кај што пишува да има дека сакате да го шерувате или да го споделувате. И таму, мислам, не треба пари да се става, затоа што change.org ги испраќа тие, ако донирате нешто, значи тие ги става во таа дата база, што значи може да промовира на луѓе што не ги интересира ова прашање, петицијава за Македонија, мислам, за името,
може да промовира на британци, на американци, во Индија или било на кое место. Значи, тие пари нема потреба фактички. Само поделување е доволно. Се извинувам, јас да видам дали ќе можам да ја споделам петицијата. Се гледа? Да, ли долниот дел од петицијата, кај што се коментарите. Еве овде ќе е start petition, значи да се започне петицијата. Овде се започнува? Да не треба ти да не почнуваш нова петиција, инаку треба се Не, нашата петиција, еве тука е англиската верзија, еве македонската верзија. Најгоре ќе треба десно да споделиш доколку Еве кој е по тука take the next step, знаеш што пишува. Значи добро, ајде црвеното. Да им покажиме. Да, може. Take the next step. Значи и подолу лево. Подолу лево. Да. Значи кај што пишува црвено, игнорирајте, значи не no I will share instead. Овде треба да биде. Да. I will share instead. Значи не треба да платат. Тука мислам не треба да се плати. Да, најмногу ги боли нашите. Да. Сега кога ќе кликнеш на тоа no I will share instead. Да. Значи тоа не сакам да давам пари, значи ќе го шерувам, ќе го споделам. И сега имате повеќе опции, линк да може да се копира преку WhatsApp, значи еве Facebook, имейл, било што, значи X. Да. И само кога кликнете таму ќе можете директно да споделите. Али доколку не сака некој или да се плаши, се срами, се било што, не мора ништо да направи. Доколку доволно е само се потпише и толку. Би било благодарно да се сподели, ама доколку не може, не е проблем. Добро, мислам дека ја покажавме и процедурата, се надевам дека ќе разберат нашите луѓе, особено овие кои живеат во државите кај што зборува англискиот јазик. Илјо, ние зборувавме пред неколку недели, ти беше во Република Македонија. Како се состојбата таму? Како е видувањето? Тоа видувањето во последниот пат кога бев за Ѓурѓовден, да ви кажам, иста ситуација, нема никаква промена, луѓето не се ангажирани за никакви работи. Имаше еден митинг на градоначалникот Куманово дојде. Тој луѓето отидоа да видат дали Максим Димитриевски, господинот, и отидоа луѓето ради интерес да видат дали нешто може да им се пружа во работниот однос. Значи, дегутантно и се лутат зошто нема некоја опција за некое работно, било какво работно место или било што, по тој смисол дека тоа оди пасивно и такви работи слушаме, инаку тој избрал добро и тоа беше во еден момент. Јас само еден ден сакав да отидам, ама само за еден ден го испуштив, отидов другиот ден, баш за Ѓурѓовден. Така да луѓето нема никакво жар да се појави кај нив, затоа што тоа тие не го гледаат така како што ние го гледаме од страна. Макар што нас воопшто ништо, апсолутно ништо не ни фали овде. Али кога гледаш дека австралијанец, кога се бори за своето... Не фали идентитетот, нас не вреѓаат, ни велат, не сте македонци, вие сте северџани. North Macedonians. Зашто тоа е повеќе од тоа, кај има од таа поголема навреда или од поголем ќотик или не знам како да кажа, поголемо уништување на живото тело на еден македонец. Па да ви кажам искрено, кога регистрира заедница, самите правни служби, правната администрација во Белгија, викам,
Јас им велам, немојте само да биде под некоја северна. Значи, заедница северно-македонци. Да биде чисто. Знаеме што е работата. Сите знаеме дека сакат да ве уништат, да ве погинат. Знаеме добро. Тоа име ништо не значи. Тоа име само погинување на Македонија, ништо друго. Самите служби во Брисел, во средот на Брисел, и сакам тоа да го порачам на сите македонци, дека малку треба, барем малку ноблес да ни дадат едно мало поверење. Не е за ништо друго. Важно е името, бидејќи утре или други ден ќе кажат можеби Чичко Ице или Дедо Ило или Батко Драган, што направија тие за Македонија? Зошто се спиеле кога знаме идентитет, историја им се менувал? Сега тоа само го повторуваме ние, повторно. Сите го знаат. Али не треба воопшто да го игнорираме, затоа што тоа ни е најосновниот цел. Еве, да гибнам некој, некој белгијанец за белгиското било што. Тој може да ме убие само. И тој ќе ме убие. А зошто? Па, ете тоа, нашата мајка биолошка е таа што не створила и треба во секој случај пак да ја цениме. Бидејќи ни е биолошка. Не е нејна кривица, него кривицата е на тие што ја водат државата толку години. Од 90-та, не. Така да, сакам да кажам, тоа треба да се има во свест. Да се развие свеста кај луѓето дека некои велат, немој да ми зборуваш за политика. Абе, јас не сум апсолутно никаков политичар, мене апсолутно, јас сум лаик. За политичар треба да знаеш убаво историја, географија. За политичар треба да знаеш да крадиш, треба да знаеш да лажиш, треба да знаеш да манипулираш, да знаеш да се шеташ во прва класа, да знаеш да јадиш бифтеци, да јадиш свинско, фстаци, бадеми, лубриканти. Така не им требаат луѓе активисти. Не им требаат. И затоа јас колку пати ете во Македонија ги прашувам, абе луѓе, што ви треба вам овде? Што ви треба вам? Еве, гледате во каква ситуација, најниската стапка моментално на Македонија е сега моментално. Ништо вика Ило вика. Само парички ни требаат. Абе парички ви требаат на сите. А ти работиш или не работиш? Во Македонија има безбор работни места отворено. Еве, сите мои колеги кои се пензионирани, сите имаат дополнително работно место. Кој во хотели, кој во таму, кој во тие казино. Работат и вика надминуваме 1000 евра и повеќе. Па, ви се молам, повеќе од 1000 евра, 1000 евра и повеќе, тоа е убаво нешто за Македонија. Не можеме ние, значи, парите никопат не стигаат. Како што ше рекол и Оназис, кога еден новинар го прашал, колку пари, господине Оназис, вие имате? И тој вели на новинарот, вика, слушнете вака, јас ке ставам само една единица напред, вие ставите колку сакате нули позади. Значи, не можеме ние да бидеме не можеме да се задоволиме со мали работи. Ние сакаме многу работа, а тоа е најголемата грешка. И за тоа треба малку да кажеме, имаме дом, кров, јадење, имаме све. Не ни треба. Ако имаш викендица, тоа е веќе премија. Или било што. Значи, повикувам си дека сите македонци треба барем малку да мислат дека ако не постои Македонија, не чека Палестина. Сега и може да не втурнат, ќе не втурнат Баландовско-Гевгелиски и Гевгелиски-Дојрански, како што викаат во Швајцарија, кантон или област, и таму ќе не столчат. Ето, гледате колку деца погинаа во Палестина. Поради тоа што беа купени од големите и им даваа пари и докаде дојдува. Се вратиме во Македонија, да се вратиме. Не знам дали вие ги Тоа е осеќате. идентичен пример. Ако не реагираме, Палестина ни е следната опција. Тоа не чека нас.
Тоа е мое лично мислење, а не сум ни политичар, него си ги сакам македонските национални интереси. И тоа сите да го знаат дека не дека се бавиме со политика, него за нашите интереси. Како што реков, белгијанецки те убија ако му кажеш нешто за Белгија, или австралијанецот, или германецот. Нема да ти даде, ќе те уништи одма. Макар што ние сме таква, али држава што стално имаме таква власт, кој што еден пат да слегни и да се кажи, од сега натаму одиме вака, нема веќе. Еве ти плата и повеќе да нема барање. Со таа плата можеш убаво да живееш и да не бараш стално како што тие барат, то ти велими криминалци има таму или мафија таа, мафија она, во Македонија е најголемата мафија. Тоа да не биде јасно. Добро, Ило, да сега да прашам дали на пократки прашања и одговори. Да. Јас ако напишам нешто со некоја критика што не е во интерес на Македонија и македонскиот народ, македонското национално битие, како оси се нафрлуваат кон мене и би велат дека сега не е моментот ние да го бараме името назад, сега треба да ги фатиме арамиите, да ги затвориме, да се подобри економската состојба во Македонија, па дури после некаде во третата или четвртата година при крајот на нивниот мандат, повторно да се бара нешто национално кај македонскиот народ. Го имате, тоа ви се случува и на вас на социјалните мрежи или вака лично да разговарате? Гоце? Јас има луѓе што се активисти кои комплетно беа вклучени во бойкотиран процесите за името. Во овај случај јавно истапуваат дека нема да ја подпишат петицијата. Нивни се, мислам, изборот е нивен, но ова е момент кога се одредува кој си легна на брашното, кој сака да слугува, кој сака да се изјасни како македонец. Или кој се бореше само за да фати работно место, позиција? Па, материјалното е комплетно за нив во овај случај најбитно. Во овај, мислам, период, многу луѓе после пандемијата заклучија дека духовното е многу појако, но евентуално експериментот за коефициент на интелигентност помина кај многу од трчаја дури во Србија да се вакцинираат само да се спасат. Мислат дека се е материјално и се ќе се излечи преку подобро работно место или колку тури и селфи ќе направат од морски брегови и слично. Значи, Пократко, накратко да кажете нешто. И ќе завршиме емисијата, имам уште едно прашање. Сакав нова, дали имате вие такви искуства како јас што доживувам, искуства што ме напаѓаат мене, како и обично, секогаш јас сум бил противник. Меѓутоа, јас не сум противник, јас само мојот греф е што ја сакам Македонија и македонскиот народ. Дали вие имате искуства кои ве напаѓаат како пчели кои се нафрлаат, како да ви кажат дека што ти е сега тебе, што ти е, каков си, не знам. Последно од Македонија. Првата критика е зошто не дојдете да се борите тука. Па ние сме само прогонети и ние, ако бевме со ваков интензитет, ќе бевме следни покрај Палчо во затвор. Немат ни еден материјален доказ, го држат човекот затвор. Добро, Палчо не е сега во нашата радиопрограма, мислам, центарот нека биде во за петицијата, бидејќи истото. Храбрите ги замолкнуват. Ако нешто кажеш, ќе ти најдат рачка
Не сакам да бегам од прашањето. Јас ви кажав за вашите лични искуства, дали и вас ви се случуваат такви и да одиме на следното прашање, да тече емисијата. Точно, има многу поставуваат прашање што се поставува тоа прашање. Значи, тоа се сите штаботоми или послушници на партиските раководства. Добро, одиме Затоа- натаму, Симо. Да, сум видел доста, зошто не се вратите доле па да видите како е, мислам, или вие од надвор, али мислам само ги игнорирам тие работи затоа што штом тој некој дошол до таму, вие, значи тој мислам не е за мене, не може да се дебатира или дискутира, мислам тоа само ги игнорирам затоа што името е важно и сега без разлика како што спомна Ицо, економијата се изгради. Исто и Груевски изгради економијата, но ако не ги изградиш главните столбови на државата, мислам судството, знаеш, и образованието, мислам клучните работи, ќе дојде друга, значи партија што ќе ги искористи тие пари, ќе ја распродаде државата и пак ќе остане. Мислам, економијата не, треба главно да се изгради сега. А за како што да навратам пак, има случаеви, ама не сум искусил многу такви лично да ме нападнат, али да, има коментари што не се во права смисла и ги игнорирам тоа. Мислам, не можеш со тие да се расправиш многу, затоа што погрешна менталитет Драган и има. Илјо, вие имате искуства со промена на власта и новите сега, оние кои критикувавме предходната предавничка власт, дали имате и вие сега некакви напади, како што му се случуваат и мене, дека требало да чекаме за националните интереси и во приоритет биле арамиите. Меѓутоа, еден на телевизија, не знам кој рече вака, ако на судството имаат 1 или 2% доверба, нека земаа плата 2% месечно. Како е вашето искуство? И последното прашање ќе биде, во Македонија имаат апсолутно можност за нов референдум, имаат 30 пратеници кои сака може да свикаат референдум за името да се гласа повторно, или пак 150.000 потписи, што јас не верувам дека ние можеме да собериме 150.000 потписи, камо да грешам. Вашето мислење? Вака, значи во однос на претходното прашање, само што кажа за дали реакциите на луѓето, јас нормално ги имам гледано сите од петицијава коментари, мислам, и колку што можно гледаме да се дават одговори на некои луѓе кои што ги нема сите податоци, информации, понекогаш критиката оди во друга насока што не држи место и гледам да се донесат информации, детални информации, релевантни кои што колку толку ќе помогнат. Значи целта не е да се оди во некоја расправа, посебна расправа со одредени личности, бидејќи ако досега не се сватила целата суштина на нашата работа, мислам нашата работа и на значењето на името, значи не вреди воопшто да се навлегува во некоја ваква дискусија. Целта е да се помогне со некоја точна информација да му се даде и за потоа за да може да помогне во однос на петицијава. Инаку за прашањето што го постави за нов референдум и тука со 150.000 некои потписи, тоа додуша право да кажам не сум баш толку во тек, што е Тоа е спрема уставот на Македонија. Спрема уставот да. Значи во тој дел се има од некои поважни организации во светот, македонски организации во светот, од нивните претседатели. Да, го има тоа, зошто ме прашуваат зошто сега вие го покренувате. Нормално имаше референдум во Македонија, значи во септември кога беше 2018 година, значи сега не треба повторно.
јас им велам, значи, ние не бараме референдум за името е наша завршена работа. Мислам, нашето име е Македонија. На референдумот македонскиот народ кажа дека не сака никакви промени. За тоа е завршена работа. Нема сега пак да гласаме името да си го вратиме. Не, нашава петиција, што е целта на петицијава е да се направи притисок, значи легитимен притисок од луѓето во диаспорава, во Македонија, до власта. До власта, бидејќи таа власта треба да го отпочне тој процес. Не Македонија, не координативното тело, ние не можеме. Значи, Треба да власта имаат треба да двотретинско мнозинство да го... И за тоа не треба двотретинско мнозинство. Значи, Просто- ние имаме разговарано исти со професорот од по право, Игор Јанев, значи имаме сите тие, мислам, технички нешта. Просто мнозинство 61, така? Да, точно. Со 61, значи само да се направи притисок до владата, до власта, сега оваа или друга, било која друга да биде, значи не е поврзано со некоја партија посебно, да се натерат за да може да го отпочне тој процес. А тој процес е многу едноставен. Мислам, многу едноставен. Во смисла, со просто мнозинство се анулира Преспанскиот договор и потоа се оди, борбата се води од правно-политичка смисла во Обединетите нации. Да, ќе биде малку подолг, ама тој е процесот. Тицо го имаш многу пати исто споменато и анализирано Преспанскиот договор. Луѓето, колку луѓе, процентот на луѓе во Македонија го имат прочитано Преспанскиот договор. Што значи Тоа беше Преспанскиот договор? околу 2%. Да, и затоа они го Ние бевме релативизираат сега. неколку души бевме што го анализиравме и што објавивме анализи за Преспанскиот договор, инаку јавноста воопшто не беше ни запозната. Да, ами сега, значи луѓе кои што велат за кога велат или власта кога вели тоа е реалност, е завршена работа. Како може да биде нешто нелегално да биде завршена работа? Значи ние имаме правници во Македонија, имаме интелектуалци, каде е нивниот глас? Никаков глас. И тие луѓе кои што беа историчари, кои што беа, да кажеме, пред 5 години, 6 години во опозиција, кои што го држија огнот, сега се стопија во партијата, во власта. Се стопија. И сега, кој е опозиција? Прашањето да си го поставам. Дали имаме ние опозиција? Не на партијата, бидејќи да седне друг на фотелева, не. Опозиција на политикава во однос на името. Дали имаме и ние структури, политички структури и други структури во Македонија или надвор, кои што ќе го терат тоа прашање. Кој е сега опозиција на реалноста на Македонија? Во Македонија. Во парламентот имаме, да кажеме, левица добро се однесува во тоа прашање. Мислам за дека таа ги наговестува дури амандманите кои што партијата ВМРО ги прави. Значи, многу амандмани кои што го менува името од Македонија во Северна, а никој не го бара тоа. И сега имаме, ајде да кажеме, колку толку левица во парламентот, во парламентот имаме 2-3 партии кои што се Ера Трета, Родина, да кажам, Интегра тука исто, и Јан Ковачев, мислам, со Единствена Македонија, ама и тие треба да бидат сложни, како ние можеме сега да се собереме од повеќе места, да водиме заеднички работава, можат и они да направат блок, некој заеднички блок против Северна. На нас во Македонија сега ни е потребно, значи, опозиција на името, на оние кои што ја цементират, го цементират името, а не опозиција да влеземе, да ги промениме и тие, ние да ставиме наши луѓе, а името да си старото име, мислам, северното име да си продолжи. Тоа ни треба, таква опозиција ни нас треба. Значи во тој дел сакам да заклучам и апел ставам, мислам, сакам да пренесам до сите македонски организации кои што се во Македонија, и во диаспорава, кои што тежат за името, а кои што не припаѓаат под влијание на власта на политичките партии, значи масовно да се вклучат во нашата иницијатива за подпишување на петицијава, да се соберат што поголема легитимност и сила и така да се натера власта да го отпочне тој правно-политички процес. Толку е приказнава. Сакам секој кратко по неколку реченици и да ја завршиме емисијата. Како вие го гледате тоа, бидејќи како што реков спрем Уставот на Република Македонија 150.000 потписи да се соберат или пак 30 пратеници да побараат, може да се прекине или пак 61% го што рече, 61 пратеник, пардон, да се раскинат договорите. Кои се вашите ставови? Имате надеж, може да се реагира, може да се подигне свеста кај
кај луѓето кои земаат плата за тоа? Па, јас за петицијава, значи тоа е како само иницијатива за да има доволно потписи за, да речеме, некои партии што се во власт, мислам во парламентот, како што е ова левица, да има како мислам средства за да притисне владата да го потегне тоа прашање, да се почне дебата или да се разговара на тоа прашање. Ова не е, да речеме, петицијава дека веќе нешто ќе смениме ние, него ова само како се средства да се употребат за, да речеме, од левица или од другиве партии, за да може да се потегне тоа прашање. Ништо друго. Ило? Да. Па, колку пати веќе разговаравме со другите партии кои што се непарламентарни и тие ни велат, вие почнете, вие го направите, чекам. Вие направите, почнете вие, нема проблем. Вие можете повеќе. Тие се малку. Па сега, кога ние почнуваме, зашто тие сите не ни се придружат кон таа петиција, затоа што тоа е наше морално право. Ние сме македонци, тоа ни е право. Ние, Крсте Петков, Мисирков не се борил за некоја северна. Значи, ние не сме некоја нација со 3 линии, толку понижување да достигнеме, и како што викаме ние во Струмица, да те лед да не те леди, или мува да не те лази, па не знам јас што треба повеќе од тоа. Што ни треба повеќе од тоа? А пари ќе земеш, затоа што си работник си, работиш. Ама во будизмот велат, па треба и да дадеш. Така you make happiness all over. Правиш среќата на сите луѓе во светот. Тоа е. И во британскиот сега договор, последниот, сакам само да надоврзам, дека што викаме ние французите prudence. Внимателно на тоа. Британската империја ја знаеме која беше. И што правеја ти? Толку пари да ти дадат. Да видиме, значи, внимателно позади сето тоа. Значи, британците ја потикнаа граѓанската војна во Грција, каде што мојата баба и мојот дедо уште на неколку години мора со грипови да поминат од другата страна. Преку планините, со неколку дена пешачење и што ли не друго. Јас мислам, треба многу внимателно, а не Милосовски да ни избори дека ние сме единствената земја што го прави на Балканот таков договор со Велика Британија. Па луѓе, повисока свест сигурно во секој случај. И многу внимателно према и да се прати позади што ќе се прави со тие пари. Како ќе се прават тие пари? Добро, ти не е контрола на тоа. Јас сакам околу петицијата. Пораката, значи, повеќе околу пораката на петицијата. Пораката кај мене е единствена. Значи, пораката е, видовме претходната влада како работеше, колку направи предавства, сега да ја гледам и да ја процениме, да ја ставиме на вага ова, макар што знаеме дека заедно работат. И заедно доручкуваат, можеби. И кафе си пијат, и најмалите деца тоа го знаат. Се подсетуваме, него да видиме сега тие како ќе реагира. Дали ќе има некоја реакција од нив? И така ќе констатираме, ќе повлечеме една линија на крајот, кажеме, го направивме тоа, ни со мал прст не мрдна, па сега, што е следното? Така ќе бидеме не 100, него 1000% сигурни на кој е дереже се наоѓаме, макар што веќе знаеме. Ето така. Од Белгија одиме во Нов Зеланд. Гоце, твоите видувања околу петицијата, инспирации, поттикнувања? Ние од ова ниво повеќе понижени не можеме да бидиме, но иако ние бевме уште пред гласањата игнорирани и тргнати настрана,
сите политики се никој од иселениците да не постигни услов да се вклучи во политичките избори. Прашање е тие што таму се беа по не знам кој пат излажани и се уште не реагираат на било каква иницијатива. Дали е ова слабо или е јако, битно е да се изјасни секој дали е за Македонија или сака да слугува во Северна како фирма на корпоративна заедница. Сите сме во овај впрегнати систем, но сепак, ако веќе живеат во Македонија, нека ја бараат Македонија. Ако не, ние ќе ја бараме, па после нека аплицираат тие да живеат во Македонија, а нека си останат во Северна. На крајот порака уште една, кој сака последен да даде? Па, вака, како што ја започнеме петицијава, Ицо, благодарам на твоето учество, мислам, и веднаш што сакаш да расшириш таа енергија кој што сакаме да ја пренесеме до сите. Пораката е, значи, без многу филозофирање, директно, конкретно, со потпишување на петицијата, да го направиме нашиот долг кон државата, кон Македонија, да со конкретности да можеме да го држиме тој оган на враќање на името, значи преку раскинување на Преспанскиот договор и секако одговорност на сите инволвирани во тој Преспански договор и другите договори кои што се направи, како со Бугарија и бугарскиот, да, бугарскиот точно, не е ништо подобар од Преспанскиот, исти се. Ама таа е, Ицо, значи таа е, мислам, играва тука од 2017-18 кога се почна тука и судството вмешано, значи ако се бара одговорност на сите инволвирани, значи тука се одмотува целото клопче, нели? Кои се инволвирани, зошто се инволвирани, под кои услови се инволвирани, кои средства. Значи да скратам, пораката е апел до сите македонци било каде да се наоѓаат во светот, да земат една минута од нивниот живот, да ја потпишат петицијава, да го пополнат, да ја споделат, не се барат ниту пари, кој сака може да донира, не се тие пари за нас, тие за апликација Change.org и толку. Потоа секој некој си ја зеде одговорноста. Значи ние тоа го правиме, потоа власта нека ја продолжи работата во втора фаза. Еве тоа. Некој да сака да дополни нешто или да ја завршиме емисијата? Ајде, Илјо Ѓанев од Белгија. Микрофонот ти е, да. Да, може. Може. Еве, јас би рекол уште тоа, да ни се придружат сите македонци кои што се сакат Македонија и да немаат прашања ни под прашање. Значи, за петицијата, така? Прашање на името и ги повикам сите исто во Белгија кои што се уште одзивот е многу мал. Го повикам исто од црковниот одбор да се произнесе во врска со враќање на името, кој што сега ситуацијата е по-оптимална за разлика од претходната. Макар што ги знаеме сите ситуации, да се подигне, за да се процени дали овие сега ќе направат нешто со нас или како што знаеме и како што сме се веќе разучарани. Значи, сакав и нешто друго, меѓутоа, тоа нека биде сега како мотив, да не се поставуваат прашање под прашање, него на прво место секој пат, како што знаеме, да биде Македонија пред се. Значи, враќање на името е нашето најосновно. Преспанскиот е поважен него бугарскиот. Се почна од Преспанскиот договор. Значи, бугарскиот ќе биде автоматски анулиран кога Преспанскиот ќе исчезне. Дај Боже, нели? Тоа го посакуваме ние и тоа ни е силен одзив и затоа ги повикуваме сите невладини и владини партии. Еве, македонците во светот и во Европа и координативното тело прават напори
Ама сега треба да ни се придружите. Сега сакаме ваше учество со тоа. Ние го правиме тоа. Тоа е нашиот ризик. Ние го ризикуваме, затоа што си го бараме нашето, ништо не бараме. А не сакаме политика, сакаме национални интереси. Значи, секој пат се враќаме пак во истата точка. Добро. Тоа е многу јасно. Скоро 55-6 минути сме уште. Гоце, ако сака збор 2 да кажи, повели Гоце од Дали, Нови значи, Зеланд. тоа е мојата порака и силно апелирам, значи, до сите македонци во Австралија, во Канада и во значи, да се отргнат од партиите и да гласат самостално, персонално да си гласат за својата родна земја од таму. Таа е нашата Жално е битка. што повеќе ги сакаат политичките партии од колку татковината. Мислам, од тоа Па, ние ги сакаат политичките партии ради личен интерес, ама не треба веќе личниот интерес. Ние сме веќе втора Палестина и ако сакаат Палестина да ни биде, еве гледате во какви рушевини се Палестина. Немаат повеќе ништо. И тоа ќе не снајде еден ден. Ако така оди, да, готово. Оти се продаваме за пари. Ако се продадеме за пари, еве вија Палестина како е. Тоа е автентичен пример. Значи, што не следува нас како мажоритарна нација во Македонија. Ете, толку. Од Нов Зеланд, Нов Зеланд и Австралија сме 500.000, само ние да подпишеме, да се подпишат, ќе бидат. Точно. Точно така. И останува на тоа да се подпишуваат петициите за поништување на Преспанскиот договор, а со тоа автоматски ќе си дојди со ред враќање на знамето и враќање на, мислам, регализирање за во Обединетите нации името што ни е генеричко, што не смее да се базира на устав или било кои одлуки на влада. Да се подпиши од поголем број на македонци кои се чувствуваат понижени со постоечката северна. Добро, благодарам многу Гоце, Илјо, Драган, благодарам многу. Уште на крајот само да испратам порака дека петицијата може да се најде на социјалните мрежи, на Фејсбукот, на Инстаграм, на сите апликации кои постојат на социјалните мрежи, може да се најде, ја има насекаде. Само пораката моја е и до оние кои не се подпишуваат дека не боли да се подпишат дека Македонија треба се вика Македонија, а не Северна. Јас ви благодарам многу, да не одиме понатаму, бидејќи 1 сат е многу и луѓето сега му е преку глава дојдено од подкасти и од зборувања, секој еден прави подкаст, секој еден прави интервјуа. Ви благодарам уште еднаш и да се надевам дека ќе ја исполниме задачата. Благодарам и со. Благодарам и на вас и поздрав до сите македонци во Австралија. И се надевам со добра волја сите ќе помогнеме во тој чекор и